Сакам да се позанимаваме со параболите од 15 глава Лука, поготово со една од тие параболи, за која што не сме зборувале подолго време. Знам дека сме ја обработувале, ама може би пред 10 години. Коце се слуша? Добре. Јас таман си реков, нема потреба сега многу да викам, пошто Рајна не е тука, ама еве Коце е тука, а и климите не бучат, па затоа и ќе треба малку повеќе се викне, но верувам дека доволно сум гласен за да се слушнам. Имено ќе зборуваме за најдолгата парабола во 15 глава Лука. На времето, значи пред 10, може би 15 години, кога зборував, насловот ми беше Изгубени. Малку и потекнато од онаа серија на времето што беше Изгубени или Изгубените, како беше, не знам. Сега, за да не го носи истиот наслов, нека биде Изгубените синови, затоа што навистина оваа парабола се занимава со двајцата синови кои што и двајцата биле изгубени. Со таа разлика што едниот не знаел на почетокот, па се освестил, знаел дека е изгубен, па се вратил назад, ама оној вториот апсолутно не знаел, иако цело време бил во домот на својот татко, не знаел дека исто така е изгубен. Неверојатно допирни точки има оваа тема со темата на поуката. Сабајлево ќе биде само првиот дел и ќе се занимаваме со тоа како блудниот син, како што е наречен овде, заминал од домот на својот татко, како значи дошел во оваа ситуација да биде изгубен, а вечерва, ако даде Господ живот и здравје, ќе го разгледаме неговото враќање. Но кој е контекстот зошто Исус всушност ги кажува сите овие параболи, и онаа парабола со изгубената овца и со изгубената драхма, паричка? Знаете, од претходните исто проучувања наши, во претходните глави го видовме оној судир меѓу Исуса и фарисеите. Фарисеите никако да ги прифатат ставовите и учењата Христови. Ќе видиме и денес зошто, меѓу другото. И еве ќе читаме од 15 глава, 1-2 стих, вели: сите цариници и грешници се приближуваа при него за да го слушаат. Имаме тука двете категории на луѓе, цариници и грешници. Интересно. Зошто? Затоа што веројатно намерно е спомнато вака, затоа што цариниците за фарисеите биле, ако така може да се изразам, архигрешници. Најголемите грешници биле цариниците. Оние кои што се работувале со римјаните, со непријателот. А друга група сега гледаме, а фарисеите и книжниците пак негодуваа велејки: овој прима грешници и јаде со нив. Овој е пријател со грешниците. Никако не можеле да го разберат не само неговото учење, туку и неговото однесување кон грешниците. Случајно или не, и денешниот утренски стих носи наслов пријател на грешниците. И јас, еве, на почеток би сакал да прочитам дел од коментарот, кој што е во склоп со ова што ќе озборуваме, за да видиме и причината зошто Исус се однесувал како што се однесувал кон грешниците и од таа причина ги кажува овие параболи, за да им разјасни, на некој начин да ја даде, да ја покаже својата милост кон фарисеите повторно, за да тие сватат како всушност треба да се однесуваме кон грешниците. Еве што вели прво коментарот од Елен Вајт врз основа на денешниот утренски стих, кој што пак е стихот во Езекијел 33:8. Еве може да го прочитаме стихот. Ако му речем на безбожникот, на грешникот, безбожнику ќе умреш, а ти не проговориш и не го опоменеш безбожникот за да се врати од својот лош пат, безбожникот ќе умре заради својот грев. Ама
неговата крв ќе ја барам од твојата рака. Зошто? Затоа што не си му кажал, не си го опоменал. И сега во коментарот вели, иако од нас се очекува во постапување кон своите непријатели да се угледаме на Христа, ние не смееме за да го сочуваме мирот, да ги прикриваме маните на оние за кои што гледаме дека грешат. Исус, спасителот на светот, никогаш не градил мир, покривајќи го беззаконието, ниту со било што би подсетувало на компромис. Иако неговото срце секојаш било преплавено со љубов кон сите луѓе, никогаш не бил попуслив кон нивните гревови. Бил пријател на грешниците, затоа и се дружил со нив и јадел со нив. И одел на места каде што биле тие. Ништо погрешно во тоа, но зошто го правил тоа? И вели, значи, иако неговото срце било секојаш преплавено со љубов кон сите луѓе, никогаш не бил попуслив кон нивните гревови, бил пријател на грешниците, но никогаш не молчал додека тие оделе во правец кој донесува пропаст на нивните души кои тој ги откупил со сопствената крв. Строго го укорувал секој порок, тој се залагал човекот да биде верен во тоа што ќе стане, се што Бог сака од него да стане, верен на своите повисоки и вечни интереси. Додека живеел во светот, оштетен и жигосан од клетвата што дошла како резултат на непослушноста, тој не можел да биде во мир со тој свет ако не го предупреди, не го поучи, не го укори. И еве зошто Исус се дружил со грешниците. Зошто? За да ги спаси. Затоа и дошол. Еве зошто и овие поуки ги дава и за фарисеите, и за книжниците, повторно со истата цел, да ги спаси, да тие се поучат. Каков треба да биде всушност вистинскиот живот на еден христијанин. Значи, Исус ги кажа овие параболи како одговор на она нивно прашање, односно она зачуденост. Овој прима грешници и јаде со нив. Како тоа ми доаѓа сега во мислите Симон Лепрозниот, исто така фарисеј, откако бил исцелен, знаете, го поканува Исуса на ручек кај него и тука е Марија Магдалена, големата грешница според нив, блудница, и тој во мислите, не може да го каже, тоа не го кажа, меѓутоа Исус му ги прочитал мислите, како може да дозволи, зарем не знае каква е оваа грешница, да го допира. Тоа бил нивниот мајндсет, начинот како тие размислувале. И сега, да се ставиме ние во улогата на фарисеите. Кога ние би биле дел од нив, може би сме, не знам, имаме две можности. Или во сите овие судири расправи меѓу Исуса на теолошко ниво и така натаму, па и на практично ниво, затоа што Исус и практично покажувал како треба да изгледа христијанскиот живот, или ќе се огледате дека одите по грешен пат и ќе се покаете и ќе го прифатите тоа што Исус ви го нуди, или ќе морате да имате некакво објаснение зошто вие сте во право, а Исус не е во право. Па му се противите. Но сега голем проблем бил целиот Христов живот, сето оно што се случувало околу него, разни чуда, на исцелување, дури и на воскресение. Како тоа да се протолкува? И знаете, се кјавате од некои од минатите предавања, спомнавме, тие ја представиле силата со која што Исус делувал како сатанска, дека доаѓа од сатаната. Нема ли друг излез? Морале да прикажат дека Исус не е во право, а тие се во право. Нивната филозофија е во право. И еве и доказ за нив, и ова е меѓу доказите, еве доказ се дружи со грешниците. Па зарем тоа не е доказ дека тој не е од Бога? И сега преку параболите, Исус им нуди, можеме кажеме благодат, милост на фарисеите да се преиспитаат, да согледаат дека не се во право тие.
Да речем во параболата за изгубената овца и во параболата за паричката, за изгубената паричка, Исус им го нагласува правилниот однос што треба да се има кон грешниците. И зошто тој се однесувал така кон нив? Затоа што тој е тука да ги спаси. Тој е тука заради тоа да ги спаси грешниците. Се сеќавате и за изгубената овца и за изгубената паричка. Кој напор е вложен и од пастирот, и од таа домакинката која што ја бара паричката, се остава и се заложува максимално да ја најде изгубената овца или изгубената паричка. Изгубениот грешник. Ако не беше така, еве, зборувавме во поуката, ако не беше иницијативата од Божја страна, па ние немаше да бидеме воопшто, да постоеме денес. На светот одамна ќе отидеше. Значи, Бог го бара изгубениот доека не го најде. И потоа гледаме во двете параболи со овцата и со паричката. Која радост? Радост на небото. Сите се радуваат кога ќе биде најден грешникот. Но фарисеите, кај фарисеите било спротивно. Нешто нема радост кај нив, радоста на спасението за кое што нели се моли и Давид во 51 псалм. Не, тие ги презираат грешниците, тие не се дружат со нив, тоа е за нив правилниот однос кон грешниците. Во Лука, 15 глава, 7 стих, еве да го прочитаме за почеток. Ви велам, така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник, кој се кае, отколку за 99 праведници кои што немаат потреба од каење. Ова е крајот на параболата за изгубената овца. Дали го разбираме ова? На кого се однесува ова бројка 99, кои што немаат потреба за каење? На фарисеите, на слушателите. Само праведниот и само горделивиот нема потреба за каење. И небото, за небото поголема е радост кога таа изгубена овца ќе се најде и ќе биде доведена назад во стадото, затоа што се покајал еден грешник, решил да му се предаде на Господа да се крштеве. Се сеќавам сега на крштевањето на сестра Рајна, навистина огромна радост, верувам, и секако дека целото небо се радува на такви моменти, отколку вели за оние 99, ова е страшна слика, да се замислиме дека имаме црква од 100 души, во која што црква 99 се луѓе кои што немаат потреба од каење. Подалеку од таква црква. Па не знам каква наука да проучува. 99 само праведни, само бендисани. Ништо не им треба. Самоправедноста, според мене, драги браќи и сестри, ако не е тоа темата, едно од најголемите зла во црквата денес. Да одиме сега на параболата за изгубените синови, од 11 стих. И рече, значи се почнува со параболата, некој човек имаше 2 сина и помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа. И тој им го раздели имотот. А по неколку дена помладиот син собра се свое и отиде во далечна земја и таму го потроши својот живот, живејќи развратно. Кога потроши се, настана голема глад во онаа земја и тој се најде во скудност. И отиде и се прилепи при еден човек на онаа земја, тој го испрати на своите полиња за да ги пасе свињите. И сакаше да го наполни својот желудник со лушпи што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си, рече: колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, а јас умирам од глад тука. Ке станам и ќе отидам при татка си и ќе му речам: татко, сгрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се наречам твој син. Прими ме како еден од своите наемници. И стана и тргна кон татка си. И кога беше уште далеку, неговиот татко го виде и му се сожали, па се растрча и му се фрли на вратот и го целиваше, а синот му рече: татко, сгрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се нарекувам твој син.
Но таткото им рече на своите слуги: бргу донесете ја најубавата облека и облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Дотерајте го с гоеното теле и заколете го да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син беше мртов. Мртов беше, мртов во гревот и оживе, беше изгубен и се најде. Amazing Grace. Од овие зборови се дел од едно од најпознати химни. И почна да се веселат. И тука ќе застанеме, затоа што не интересира првиот, така наречен блуден син, помалиот син. Иако се нарекува така параболата, всушност во центарот на вниманието во оваа парабола е таткото, неговиот карактер. Затоа што фарисеите имаат спротивно мислење на Христовото и со тоа всушност атакуваат на Божиот карактер. И сега Исус сака да им го прикаже Божиот карактер. Меѓу другото и затоа и дошол на оваа земја, на сите нас да ни го прикаже Божиот карактер. Кој е Бог и каков е Бог. И во оваа парабола едниот син, и лесно е да се погоди кој ги представува цариниците и грешниците, а другиот син ги представува фарисеите и книжниците. И затоа ја кажува Исус параболата, за да ги поучи фарисеите, за да се самоанализираат и да сватат кој е кој, што е што и каде се тие во целава приказна. Значи, во оваа парабола се гледа каков е гревот, колку е страшен гревот, до каде може да не доведе. Затоа реков, многу допирни точки имам со пуката и затоа и ќе цитирам дел од стиховите од Ефесијаните. Се гледа и каква е благодатта Божја. И една прекрасна слика гледаме тука преку таткото и примањето, значи, назад на изгубениот син. Се гледа и вистинското покаяние. Што значи вистинско покаяние? Сега во овој првиот дел реков ќе го видиме изгубениот син, блудниот син, оној прв дел само кога тој едноставно решил да го напушти својот татко. Значи 11 стих и рече, некој човек имаше два сина и помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа сега, веднаш. Тинејџер, млад, знаете, во тие години, сите сме биле, или може би некој, не верувам дека, меѓу нас има некои тинејџери се оште, или? Како и да е, добро, го знаеме тој период од животот, но ова не се случува преку ноќ. Пазите, синот не може, значи со текот на времето едноставно не може да поднесе повеќе да биде во домот на својот татко. Тоа му е притисок, сите тие одговорности, така натаму, се чувствува како да е во затвор. И тоа баш одговара, нели, на тие години. Тогаш ние сме во право, родителите не се, за да подосна сватиме дека родителите биле во право. Кој ќе пораснеме нормално. Едва и како да чекал да дојде овој момент. И пазите, во тоа време, во таа култура, па и денеска и кај нас, можеби, и така е, после смртта на таткото се дели имотот. Но овој син како да едва и чекал да дојде моментот татко му да умре. И не можел да го дочека тој момент, па му рекол: сега веднаш, дај ми го делот од мојот имот. Зошто е синот ваков? Прво, еве, тука може да се здржиме делумно. Дали е тоа заради домот во кој што живеел, станал таков? Дали е заради таткото, заради родителите? Знаете, затоа што има, нормално, многу има такви случаи каде што заради несоодветното воспитување и однесување на родителите, па децата излегуваат како што не треба. Но дали е така во случајов? Секако не. Подолу ја знаеме параболата,
Како таткото го пречекал, каков бил таткото, заради таа добрина на таткото, синот, тоа ќе делува врз него за да се врати назад. Значи не е. И ова треба да го сватиме како поука дека не секогаш е до родителите, зашто дете може би синот или ќерката ќе излезат некако што треба. Можете вие да вложите се. Значи, до што е проблемот? Проблемот е до гревот, до грешната човечка природа за која што зборувавме, до слободата на избор која што и Господ ни ја дава. Тоа е проблемот. Ако се сеќавате на времето кога имавме поука од царевите, книгата на царевите, јас се сеќавам многу јасно како да беше вчера, затоа што многу некако ми се отвори таа книга за проучување, тоа беше преку таа поука. Имате добар цар и потоа неговиот син, следниот цар, никаков. А имате и обратни ситуации. Че не е секојаш до воспитувањето. Значи, синот е бунтовен и се чувствува мизерно во својот дом. Синот е мизерен. Не е таткото мизерен или домот не е соодветен. Сикавате на оној стих во Пословици 22.6, кој што некои го сваќаат како ветување. Упатувај го детето по неговиот пат, па кога ќе остари, нема да отстапи од него. Ова не е ветување. Ова е принцип. Принцип на воспитување. Ова не е ветување, да ме како така, нема да отстапи. Не мора да значи. Слободата на изборот, каде е? Слободната волја. Еве еден пример, буквална смисла, ако зборуваме за нашиот небесен татко, па тој е совршен татко, зарем не, совршен родител. А каков е светот, какви се неговите деца? Значи, уште еден пример, дека греот е во прашање, а грешната природа, слободната волја. Какви времења се денес дојдени, значи, наистина денес не е тешко да бидеш родител. Тешко, претешко да воспиташ деца. Да ги изведеш на прав пат. Страшни искушенија, страшно време. Наистина. Многу, многу поразлично од нашите времења и станува се пострашно и пострашно. Видите, што прават деца денески, тоа деца, баш деца, малолетни деца што прават, докаде дошол светот. Значи, овој син е мизерен, но не заради татко му, туку едноставно тој не може веќе да го поднесе товарот на својот дом, на одговорностите и така натаму и сака да му ја кидне, што велиме, и да го живее својот живот. И го бара наследството. Сега, веднаш, како помал син би требало да добие 1/3 од наследството, знаете, нели? Постариот добива двојно, повеќе, значи 2/3 на постариот, а овој 1/3, колку и да е. Меѓутоа, прво можеме да кажеме дека синот него ни сакал таткото, значи едноставно тоа било со текот на времето се одвивало, значи не одеднаш. Кој срам било ова за татко му? За семејството, сушност. Срамно било да се побара наследството порано, пред нели да родителот почине. Срамно било во таа култура, тогашна. Втора работа, се очекувало синот да го наследи имотот, работата, бизнисот и така натаму на таткото и да се грижи за таткото во неговите стари години. А овој гледа да измагли. Кој срам, значи, на вистина? Значи, како што кажав и претходно, синот буквално како да посакувал татко му да умре, па не можел да издржи, за да го добие конечно својот дел. Срамно било и да спекна поделба на имотот, знае, па тоа е јавен настан, значи како сега, не може туку така да се дели имотот. Ќе дознае јавноста. Значи, каков срам за таткото? Меѓутоа, тоа за синот не е проблем, он едноставно сака да си ги оствари своите цели, да си го живее својот живот. И сега фарисеите кои што слушале оваа парабола, посебно биле изненадени од однесувањето на таткото. Зошто? Затоа што тие би помислили, ќе му удри 2 шамара,
Чути трај каков имот, какви. Меѓутоа, што читаме во стихот? И тој, таткото им го раздели имотот. Без приговор, без ништо. Па тоа е слободната волја, видите. Ако нешто Господ највеќе почитува, да ја почитува нашата слободна волја. Воопшто не ни се меша во нашите одлуки. Ние одлучуваме на крајот. Сакаш? Еве ти. Дванаести стих. И помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот од имот што ми припаѓа. И тој им го раздели имотот. Значи, еве, тоа. Синот не сакал ни наследство во онаа вистинска смисла од зборот, туку само материјалните нешта го интересирале. Затоа што сака да избега, тоа му е целта и тоа и се случува, да избега што подалеку од домот. Значи, толку му омрзнал домот. Тој целиот притисок што го чувствувал врз себе, да едноставно сакал да фати дженем, значи, што подалеку. Слика за нас, какви сме биле ние, со тоа што сме отишле од Бога. И може би ги сакаме само благословите, но ништо друго. Не само што е мизерен овој син, туку е и себичен, и бунтовен, и неморален, односно блуден син, затоа е така да се нарекува. 13 стих. А по неколку дена помладиот син собра се свое, значи неколку дена му требало. Значи, замислите сега јавна сцена, се дели нивата, се дели тамо, не знам, шума, било што имале од имотот, и тој сега тоа треба да го уновчи, нема да го носи со себе, му требаат пари, тоа го интересира, полн джеб пари, и оди, за неколку дена ја завршил работата, сето тоа го уновчил, собра се свое и отиде во далечна земја и таму го потроши својот имот живеејќи развратно. Потрошил се, како што нели ќе нагласи постариот син, незадоволен подоцна на блудници и на блуден живот. Ја потрошил долгогодишната мака и пот на своите родители. На каков начин? Страшно. И не само тоа, овој син е и мизерен и понижен син. Еве каде води гревот. Еве каде води тој таквиот живот. Ние, може би, не сваќаме доволно дека кога се бунтуваме против Бога и се оддалечуваме од Него, онај што го спомнавме пуката, бегаме од оној од кого сме целосно зависни за се во животот и за самиот живот. Тоа е извор на животот. Се е од Бога. Кога се бунтуваме и бегаме од Бога, буквално како да сме сами, како да сме одвоени од се и гревот не ограбува, не осиромашува до даска. Тоа што го гледаме и кај блудниот син. Или како што вели Елен Вајд во еден кратка своја реченица и цитат, гревот е скап бизнис. Така вели. Кој што веќе многу. 14 стих и подолу, кога потроши се, настана голем глад во онаа земја. Значи, видите какви околности сега створил Господ. Значи, ете, тоа е она што го прави Бог. Бог делува на околностите, меѓутоа не се меша во вашата слободна волја. И ако може би, сега не може сега се опфати во параболата, меѓутоа Исус го опфатил тоа во првите две параболи за овцата и паричката, дека Бог е негова е иницијативата, тој трга да бара, иако тоа може би во оваа парабола не се гледа така. Но тој ги создава околностите. Овој потрошил се, што протрошил, веќе нема ни пријатели, знаете, така наречени пријатели. Ма камо ли па оние Facebook пријатели, се мало пријатели. Значи, кога можат да се огребат покрај вас, тука се, после ги нема никаде, значи, кога вам ви требаат. Потрошил се, настана голем глад, значи се случува и економска криза страшна во земјата во која што тој отишол, и тој се најде во скудност. Веројатно, не можел дури ни работа соодветно да најде, платена работа, затоа што
Не бил платен за ова што ги чувал свињите, гледате? Посакувал дури, немал за храна, немал никако, значи, да дојде до екзистенција основна, па барал некако, ако може да јаде од тие лушпи. Читав во коментарот дека може би станува збор за мешунките од рогачот. Значи, рогачот се користил, знаете, таму го има, и се смета дека Јован Крстител кога се вели скакулци, се хранил со скакулци и мед се хранил со рогач, меѓутоа, иако не е страшно, иако е станува збор за скакулци, затоа што одреден тип на скакулци се дозволени. Се јестиви, што велиме, значи, дозволени од Бога. Како и да е, значи, економска криза, страшно време, и отиде, вели, и се прилепи при еден човек на онаа земја, како да едноставно барал начин како да преживее. И тој го испрати на своите полиња за да ги пасе свињите. Кое е понижување за евреин? Да завршиш со свињите там. Да ги пасеш свињите. Какво понижување, каква мизерија. И сакаше да го наполни својот желуник со лушпи, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. Кое е понижување? Мизерниот син, себичниот син, блудниот син, сега станува и понижен син. Од видно семејство, од семејство, од дом кај што му била укажана сета љубов и грижа, гледате во каква страшна беда завршува. Тоа е оно што го прави гревот. И сега доаѓа до момент, верувам дека сите ние, тоа е клучниот момент, сите ние сме дошли до тој момент, па сме се вратиле во домот на таткото, значи на вистинското место. Што сторив? Што сторив од мојот живот? Тоа е моментот кога ќе го видиш гревот со вистинските своји очи. Кога ќе ја согледаш својата бунтовност кон Бога, значи што всушност си направил. Сите сме биле некогаш такви, како што читавме во стиховите од Ефесијаните. Но ајде сега да не ги читаме. Благодарејќи на благодата сме овде каде што сме. Благодарејќи на Божјата иницијатива. Дури и во овој случај, значи Господ ги создал тие околности за да се освести овој син, докаде дошол. Тој живот, далеко од домот на нашиот татко, е мизерен, суетен. Соломон вели суетен. Соломон кој што имал се, ако ете така може да се каже, во животот, оној телесен живот, оно што највеќе ги влече луѓето денес, значи ќе се испотепаат и за пари да печелат и не знам за секакви уживања, за да на крајот ништо од сето тоа. Суета, гони ветер. Се поубав опис, не знам дали има. Тоа е тој живот. И сатаната така ни го представува, значи први ни ласка, ни го представува гревот во наразлични бои, не залажува за да на крајот не понижи, ако не и усмрти. Мислам, завршиме. Дори така, Господ е тој кој што го зема животот. Но Бог од друга страна е оној кој што сака да не издигне, да го врати Божиот лик во нас, затоа што ние сме принцеви и принцези, ние сме синови на небесниот татко, на Богот, на се што постои. Има надеж и за вакви случаеви, за ваков син, колку и длабоко да сте отишли во гревот, има надеж. Зошто? Заради тоа што имаме таков татко. Имаме таков милостив татко. Како што видовме во пуката, пак не е до нас, но и едно големо охрабрување преку оваа парабола, и тоа е она што Исус сака и да ги научи фарисеите. Зошто всушност тој дошол на земјата? Зошто се мешал со грешниците? Па за да ги спаси. За да им го покаже овој пат на враќање назад дома. Како
како ќе му укажеш на грешникот, како ќе му го однесеш Евангелието и таа радосна вест за богатиот со милост Татко наш небесен, ако не допреш до него, ако не отидеш таму и тој кај што оди, ако има потреба, ете, ако нема друг начин како да се сретнеш, ќе одиш и во кафаната ќе седнеш некогаш, или не знам каде. Нормално не сите места се можеби соодветни, ама битно е да се допре до нив. Тоа е оно што им сметало на фарисеите, затоа што тие гледале на овие другиве како грешници, не треба да се допираш до нив, не па да седнуваш, па да јадеш, па да се дружиш, никако. И никако не може да го разберат Исуса во тоа, и затоа и овие параболи. Вечерва ќе го видиме вториот дел. За сега толку. Слава нека му е на Господа, што еве преку овој татко, иако нели во самата парабола, затоа и парабола, таткото го представува нашиот небесен Отец, меѓутоа представува еден земен татко, затоа што ќе забележите таму вечерва ќе зборуваме за тоа кога синот се враќа, што вели, односно уште доека го подготвува говорот, како ќе му се обрати на таткото, вели, сгрешив пред небото и пред тебе. Значи, таткото го представува и нашиот Бог, меѓутоа и еден земен татко, значи двојна примена може да има во оваа парабола таткото. Нека му е слава на Господу, ще еднаш. Амин.